Кога Lexus NX се појави пред 7 години, беше најмал модел на марката, но таа улога му ја зеде UX. Мораше да му препушти и дел од купувачите кои сепак останаа во голем број. Посебно во Европа, каде на NX сега отпаѓа нешто помалку од 1/3 од целокупната продажба на Lexus. Тоа беше доволно јапонскиот производител да посвети значајно внимание при подготвувањето на втората генерација на овој кросовер. Таа пристигнува со мноштво новости, кои на прв поглед и не се баш видливи. Неговиот дизајн во голема мерка делува како фейслифтинг на досегашниот модел, со што е задржана авангардната привлечност. Еволуцијата во изгледот ги опфати маската и светлата, додека целокупниот волумен остана динамичен. Назад светлата се наново комбинирани во широчината на возилото, а логото на марката е заменето со надписот Lexus. Силуетата го задржа мускулестиот карактер, а целиот изглед на автомобилот делува пософистицирано и позрело. Функционалноста на убавината е изразена во внатрешноста, во која едноставноста на дизајнот ја нарушува само големиот екран на инфозабавниот систем. Под него е задржан само мал број класични копчиња, а инструмент таблата е дигитална. Новиот концепт на архитектурата на кабината донесува чувство на припадност кое се создава со закривеноста на просторот од возачката врата до централната конзола. Искористената платформа на која е поставен и RAV4 му донесе поголеми димензии, но и пониско тежиште. Со неа пристигна и најголемата новост – првата плагин хибридна погонска група во некоја од возилата на Lexus. Замислен да биде референтна точка во сегментот, овој модел располага со батерија од 18 киловат-часа, која овозможува чисто електрично возење од 63 километри. Вкупната моќност од 306 конски сили му подаруваат перформанси за почит, а погонот на задните тркала го обезбедува електромоторот. Обичната хибридна верзија сега испорачува 242 конски сили со истовремено намалени емисии на јаглерод диоксид за околу 10%. За пазарите надвор од Европската Унија, Lexus NX ќе биде на располагање со два нови бензински мотори со 199, односно 279 конски сили, спарени со 8 степена автоматика. Купувачите на кои новиот NX ќе започне да им се испорачува пред крајот на годината ќе мора да се навикнат и на неговите унапредени безбедносни системи. Посебно на електронските рачки на вратите однатре кои не дозволуваат тие да се отвораат ако одзади се доближува друго возило или велосипедист. При пристигнување пак, адаптибилниот темпомат сам ќе започне да забрзува пред возачот да ја смени лентата. Во своето известување за јавноста, Lexus детално ги опиша и другите карактеристики на редефинираниот NX, но неодговорено останува најважното прашање – колку ќе чини?